Почитувани, ми представува особено задоволство и чест што Комисијата за еднакви можности на жените и мажите ја отвора првата надзорна расправа во овој парламентарен состав. Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, согласно став 214, член 214, се извинувам, став 3 од Деловникот на Собранието на 12-тата седница одржана на 1 април 2026 година, како матично работно тело едногласно донесе одлука за одржување на надзорна расправа на тема спроведување на законите, политиките и институционалните мерки за превенција и заштита од семејно насилство. Од аспект на еднаквите можности, институционалната координација, предизвиците и можностите за унапредување на ефикасноста на постапувањето на органите на извршната власт. Надзорните расправи се исклучително важен инструмент за парламентарен надзор врз работата на извршната власт. Целта е да се добијат информации и стручни мислења во врска со утврдувањето и спроведувањето на политиката, извршувањето на законите и другите активности на владата и на органите на државната управа. Во однос на темата за надзорната расправа би сакала да ви се обратам накратко. Почитувани представници на институциите, почитувани пратеници, почитувани гости, почитувани представници на граѓанските здруженија, почитувани медиуми, почитувана јавност. Денешната надзорна расправа покрај официјалниот наслов ја отвараме под главното мото: опозицијата и власта заедно во борбата против насилството. Оваа иницијатива ја поднесовме заедно со мојата колешка, пратеничката Моника Зајкова, во име на сите сегашни и идни генерации. Затоа што кога зборуваме за насилството, нема простор за поделби. Нема победници, има само последици. Има изгубени животи, уништени семејства и трауми што траат со години. Најголемата и најневина жртва се децата. Децата кои растат во страв, децата кои се сведоци на насилство и децата кои ако не реагираме навреме можат да го репродуцираат истиот модел на однесување во иднина. Затоа, ова не е само институционално прашање. Ова е прашање на еднината на нашето општество. Нашата одговорност е заедничка. И како законодавна власт, и како институции, и како општество во целина. Затоа што дури и кога жртвата простува насилство, државата не смее да прости, цитираме на почитувана професорка. Државата мора да заштити, државата мора да превенира, државата мора да санкционира. Како председателка на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, силно верувам дека денес имаме обврска да покажеме зрелост и одговорност. Да ги надминеме политичките разлики, да слушнеме, да предложиме и најважно да делуваме. Оваа расправа не смее да остане само на зборови, таа треба да резултира со конкретни препораки, мерки и политики кои ќе значат вистинска промена на терен. Да создадеме систем што ќе ги препознава ризиците на време, што ќе ги штити жртвите без одлагање и што нема да дозволи насилството да се повторува. Денес имаме можност да испратиме јасна порака дека борбата против насилството е над политиката, дека е наша заедничка обврска и дека нема да се откажеме додека не обезбедиме побезбедно општество за сите. Да работиме заедно, не само заради нас, туку заради генерациите што доаѓаат. На крајот од надзорната расправа очекуваме да добиеме релевантни информации и појаснувања околу спроведувањето на политиките, со што ќе добиеме реална слика по однос на практичната примена на законските и подзаконски прописи од оваа област, врз основа на што ќе се донесат заклучоци. Ви благодарам.